Промовирани новите дипломци и магистри на Техничкиот факултет во Битола. Овој битолски факултет е лидер во Република Македонија по производство на квалитетен инженерски кадар, а 55 годишното постоење е само еден од доказите за тоа. Во текот на овие 5,5 децении, на Техничкиот факултет се промовирани повеќе од 7.000 дипломци. Денес ќе бидат доделени 99 дипломи на прв циклус на студии и 25 дипломи на втор циклус магистерски студии. Горди сме со фактот дека Технички факултет Битола представува расадник за развој на квалитетни кадри од областа на техничките науки. Тоа го потврдува и големиот број на успешни инженери, стопанственици, истражувачи, научници, кои со своето знаење се стекнале на Техничкиот факултет Битола. На оваа промоција присуствуваа и инструктори од Центарот за обука на пилоти, кои пред новите дипломци им ги представија можностите кои ги нуди овој центар, а конкурсот за воени пилоти е веќе во тек. Прво би кажал кои се основните услови за воен пилот, значи да се биде државјанин на Република Македонија и да не се постари од 28 години. И практично оваа целна група тука комплетно се совпаѓа во тој дел и нормално си има желба за летање. Потоа кандидатите доаѓаат во Центарот за обука на пилоти и таму се вршат одредени селекции, меѓу другото познавање на англиски јазик, бидејќи наставата се одвива на англиски. И курсот трае 18 месеци, во кој практично се завршува комплетната обука, пилот на хеликоптер, воен пилот на хеликоптер и се здобиваат со офицерски чин во армијата на Република Македонија. Деканот на Техничкиот факултет во Битола на крај упати апел до сите матуранти да искористат можноста и да се запишат на Техничкиот факултет, бидејќи кадрите кои произлегуваат се барани како во Македонија, така и ширум Европа.